7 кумановски средношколци од 3 стручни училишта во градот се распределени на двомесечен стаж во 5 европски земји. Учениците се дел од проектот Прво работно искуство за доживотен успех, кој го организира Центарот за интеркултурен диалог во рамките на програмата Еразмус Плюс на Европската Унија. Младите ќе имаат шанса да работат во странство и преку практично искуство полесно да најдат вработување откако ќе го завршат образованието. 7 кумановски средношколци од Економското, Техничкото и Земјоделското училиште летото ќе го поминат стажирајќи во Португалија, Турција, Белгија, Грција и Словенија. Тие во период од 2 месеци ќе имаат можност да научат нови вештини и да се здобијат со практично работно искуство од нивната област. Проектот Прво работно искуство за доживотен успех го спроведува Центарот за интеркултурен диалог во рамките на програмата Еразмус Плюс на Европската Унија со цел зголемување на можностите за вработување преку практично искуство во странство. И зависно од доменот на организацијата, а секако и зависно од тоа што средношколците претходно го изучувале, тие се распределуваат на различни активности, прават промотивни материјали, ја промовираат работата на организацијата во која што се. Сето тоа најмногу се врши според нивен избор. Што тие би сакале да работат и како тие би сакале да се надоградат професионално. При селекција на кандидатите за нивно вклучување во проектот, клучна била мотивацијата и културната свест, објаснуваат од Центарот за интеркултурен диалог. Оттаму додаваа дека приоритетни биле оние средношколци кои се флексибилни за прилагодување на друга средина, различна од онаа во која се образувале. Селекцијата се вршеше така што ние отидовме во 3 од средните училишта, каде што правевме промоција на нашата организација, преку тоа што луѓето, средношколците можеа да се пријават за стажирањето што моментално го нудевме, потоа имаше младински размени, тренинзи или да ни се приклучат во нашите активности што ги правиме тука на локално ниво. Преку проектот се стимулира мобилноста на младите, а работењето во друга европска земја ги мотивира да станат иновативни и да донесат нови идеи во Куманово. Од Центарот за интеркултурен диалог посочуваа дека на ваков начин младите можат полесно да најдат работа по завршување на образованието. Целта е баш тоа поттикнување на неформалното образование, да се надогради нивното знаење и нормално да се здобијат со искуството кое најверојатно ќе им користи за понатаму. Програмата Еразмус Плюс во Македонија ја спроведува Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Проектот е финансиран од подпрограмата за стручно образование.